Почитуван председател на Собранието, почитуван министер за земјоделие, денес зборуваме за интерпелација на министерот за земјоделие, поднесена од страна на опозицијата во Македонија, каде целта е единствено да се девалвира работата и на министерот, и на владата со изнесување на лаги и невистини и обидувајќи се да ја замајуваат јавноста со бледи дискусии, каде што ќе се представа дека кога биле тие на власт, сработиле нешто во кој што и самите тие не веруваат. Меѓутоа, колеги од опозицијата, добриот министер за земјоделство не се оценува со бројот на и начинот на изјавите кои што ги дава, туку според вредностите и резултатите кои што ги постигнува. А за тоа најмалку може да зборувате вие, кои што го уништивте земјоделието во Македонија во периодот додека бевте на власт во изминатите 7 години. За министерот може да зборат директно засегнатите, односно земјоделците, со кои што овој министер и оваа влада изградија партнерски однос. Затоа сакам сега да споделам неколку информации и да поставам неколку прашања до поднесувачот на интерпелацијата, односно до еден од поднесувачите на интерпелацијата, а тоа е господинот Николовски. Дали за него во овој момент се водат 9 кривични пријави, односно дали има постапки во институциите на системот? Дали во 2019 година Николовски на едно службено патување преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е заедно со дотичната Љупка Митрова, која што се фали на социјалните мрежи дека заедно со министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство е на нивно службено патување. Сакам да поставам едно прашање, односно да цитирам изјава од вечер. Заев и Николовски: милионски грант за МАМАС по отпишаното жито вредно 800.000 евра. За возврат Љупчо Николовски со грант за МАМАС од 1,4 милиони евра. Отровен зеленчук е увозен во Македонија од Албанија во времето на министерувањето на господинот подносител на интерпелацијата Љупчо Николовски. И така натаму, и така натаму. Јас нема веќе да го трошам времето на зборувајќи за вас, како вие сте владееле, односно како ја злоупотребувавте власта, вклучувајќи го и Министерството за земјоделие. Затоа што за злоупотребите, како што кажав, институциите веќе постапуваат, а за довербата кај граѓаните сте во рамките на статистичка грешка. Ќе напоменам неколку исклучителни работи кои што оваа влада и овој министер ги сработија и ги работат се со цел оние најзасегнатите, односно партнерите на оваа влада, а тоа се земјоделците, да бидат задоволни. И веднаш ќе кажам, горд сум што во оваа влада, односно овој министер, еден од првите документи кои што ги изработи се тие со кои што се донесе методологијата за утврдување на производната цена на грозјето. Еден документ од стратешко значење за лозарите, каде што преку научна институција од областа на лозарството се утврдува производната цена на грозјето. Затоа можете и да ги видите цените на најзастапените сорти на грозје Вранец и Смедеревка и да направите разлика кои се цените со оваа власт и кои беа цените со владењето на СДСМ. Во 2025 година, односно бербата на грозјето минатата година, 19,1 денар за Смедеревката, 21,3 денари за Вранецот, односно картушијата. Во министерувањето на Трајан Димковски и Љупчо Николовски, откупната цена во 2020 година за Смедеревката беше мизерни 3 денари, а додека Вранецот 4 денари. Морам да спомнам, отпочната е процедура за измена на законот за вино, каде што
преку амандмански документи и амандмански помагања ќе ги анулираме сите грешки на овој закон кои што вие намерно ги предизвикавте, за да низ законска форма свесно ги плячкавте и лозарите и дел од винариите. Се донесени измени и дополнувања на повеќе закони. Законот за земјоделско земјиште, претходно земјоделците чекаа месеци за да го продолжат договорот за закуп на земјиште, па ги праќавте во административните лавиринти, по-народски кажано на бакнирака кај некој близок од администрацијата на министерот, што ќе им заврши работа и додека го добијат решението за земјиштето, ќе му се одмили и земја, и земјоделие и така натаму. Сега, за максимум 15 дена, земјоделците добиваат продолжување на договорот за закуп. Со законска измена оваа година овозможивме продолжување на легализацијата на тракторите и приклучната механизација до крајот на 2028 година. И затоа упатувам апел до сите земјоделци кои што имаат ваква механизација, трактори, приклучна механизација, да го искористат овој термин, да ја легализираат механизацијата. Донесени се над 150 плански документи за регулирање на повеќе области од шумарството, рибарството, аквакултурата, како и повеќе правилници. Исто така, оваа влада, односно министерот, изградија партнерски однос и со сточарите, и тутунарите. Баш заради тоа е изголемено производството и на месо и млеко, а да ве подсетам дека кога си заминавте од власт, 17 месеци не им беа исплатени субвенциите на сточарите за предадено млеко. Веднаш во најкраток временски рок, сточарите по преземањето на власта од ВМРО ДПМН, овие субвенции се исплатија. Сакам да спомнам и да се заблагодарам на министерот за земјоделие и на директорот на АД Водостопанство, бидејќи таа е моја матична фирма, пред да бидам пратеник, доаѓам од таму, каде од руинирани и запуштени канали и системи за наводнување со голем труд и макотрпна работа овозможија да секој земјоделец кој е под систем за наводнување навремено и квалитетно да добие вода за наводнување. Со месеци, мораме ова да го спомнеме, со месеци немаа луѓето од АД Водостопанство земено плата. Исто така и во јавното предпријатие Македонски шуми, Македонски пошти и така натаму. Никакви инвестиции во делот на механизацијата и системите за наводнување. Се што фативте, се испустивте. За разлика од вас, кои што водостопанство го руиниравте и го уништивте, денес имаме пример за тоа дека кога се сака, се може да се работи за народот, за својот народ и за својата држава. И баш затоа, заради тоа, како што реков и на почетокот, оваа интерпелација ви е безпредметна и немате ниту кредибилитет да зборувате, ниту пак можете да најдете конкретна забелешка на работењето на министерот Цветан Трипуновски, човекот кој лично го познавам како борец за подобри услови и права на земјоделците, и на сточарите, и на тутунарите. Меѓутоа и отворен за соработка и со преработувачите, односно винариите, мелничарите, млекарите и сите оние производствени капацитети кои оваа влада им помага во можностите и на отварање на нови пазари надвор од државата и во градењето на партнерските односи помеѓу производителот и преработувачот. Нешто што во минатото беше само илузија. А вие, почитувани колеги од опозицијата, ако кога веќе сакате да зборувате и да споредувате, најдете некое поле, некоја тема каде што сте поуспешни, подобри, поисполнителни од оваа влада. За жал, такво нешто нема, зашто вие ниту знаете да работите, ниту знаете да менеджирате, единствено што знаете да лажете, да крадете и сега на крајот се поставува прашањето. Ние знаеме дека лажете. Граѓаните знаат дека лажат. Тоа го осетија и го валоризираа на последните парламентарни, локални, председателски избори. Но доволку да се лаже без мера, без усул, тоа не е било. Оваа интерпелација ќе биде безпредметна и отворена. Благодарам.